Во тема на денот разговарам со професор Ана Ангелова Волпони, македонски научник, доцент на Кингс Коледж Лондон, која е дел од тим кој развива револуционерна технологија, создавање природни човечки заби во лабораторија. Професорка, добар ден и добре дојдовте во тема на ден на сител. Вашиот тим постигна неверојатен напредок во создавањето на човечки заби во лабораторија. Што ќе значи ова за иднината на стоматологијата, но и за сите пациенти кои што ги загубиле своите природни човечки заби? Прво би сакала да ви се заблагодарам на поканата и навистина ми е задоволство да гостувам во вашата програма и едноставно да допрам и до Македонија и да ги споделам нашите најнови сознанија што ги имаме во регенеративна стоматологија. Што значи ова? Прво да објаснам дека јас сум професор по регенеративна стоматологија, но ние регенеративната стоматологија ја гледаме и во пошироки рамки како дел од регенеративната медицина во тој поглед и сите оние знаења што ги стекнуваме во регенеративната стоматологија потенцијално се важни и пошироко во регенеративната медицина. Она што е најново, што беше публикувано сега од мојот тим е тоа што ние веќе долги години работиме на овој проект. Всушност јас се придружив на Кингс Коледж кога дојдов во 2008 година, започнавме со првите тие испитувања. И што би значело тоа е дека нашата конечна цел е навистина да имаме една биолошка замена за загуба на оние заби кои што ги губиме во текот на животот. Значи се враќаме кон биолошките принципи и целото тоа истражување се базира на биолошките принципи како ние правиме органи кога сме во да речем во тој ембрионален развој. Значи целта е да постигнеме една биолошка замена на биолошки, физиолошки и природни органи кои што би ги замениле оние кои што ги губиме во текот на животот. Што точно значи создавање на природен зап од сопствените клетки на пациентот и колку сме блиску до реална примена во клиничките центри? Так. Видете, значи да се вратиме на она како ние правиме заби во текот на нашиот развој, тоа значи дека треба да сознаеме како клетките кои што се инволвирани во тој процес разговараат меѓу себе, а тоа е да го речам како преведено на она што е генетски сигнали меѓу тие два типа во овој случај на клетки и сето тоа да успееме ние да го пренесеме во лабораторија каде што тие клетки би почнале да разговараат, да едноставно да разменуваат сигнали и сето тоа во еден 3D, да речам, е во една, како да кажам, во еден скафолд, ние го нарекуваме, значи во едни услови кои што се надвор од нашето тело, се до оној момент кога ќе успееме да создадеме, ги нарекуваме малечки органоиди, односно зачетоци на зап кои што подоцна ќе се имплантира и ги има сите тие атрибути за да израсне во целосно функционален зап. Сега каде сме со истражувањата, значи мојот тим, јас имам повеќе докторанти исто така кои што навистина работат секојдневно на различни проблеми од овој проект. Ние сме сега во моментов се уште во лабораториски услови, значи она што представува како next step, како нареден чекор е како ова да го преведеме, да направиме една транслација кон клиниката и се надевам дека тоа ќе го направиме
во соработка исто така со клинички дел и со клинички оние што се нарекуваат clinical trials и така натаму. Значи, тоа е се во моментов во план да се направи, но се уште е рано, бидејќи мораме да исполниме некои одредени услови за да тоа се регистрира како така и да отпочнеме со тие студии. Професорка, колку овој процес е различен од оној традиционален стоматолошки третман како имплантите или вештачките коронки? Тоа е многу добро прашање, бидејќи, знаете, стоматологијата многу напредуваше со биоматеријали, со различни, да речам, нови техники кои што ги имаме. Ова е различно во смисол што значи биолошки заб, во смисол што би добиле заб како орган кој што е целосно природен. Во смисол што имплантите секако се заснувуваат и тие се одлична, да речам, солуција, клиничка солуција која што ја имаме денеска како присатна во клиниката, но сепак тоа е метал кој што директно е внесен во коска. Значи имаме еден контакт на сепак е тоа еден материјал, неоргански материјал со нашите ткива. Во овој случај тоа би било природен заб кој што еднаш кога ќе се внесе во телото, ги има сите тие атрибути за да се развие во целосен орган, значи со целата инервација, тоа значи имање на нерви, со целата васкуларизација, имање на тие крвни садови и така натаму, значи целосно природен орган. Би сакала македонската јавност малку одблиску да ве запознае во однос на вашата лична кариера. Вие, иако сте дел од оној водечки истражувачки тим од Лондон, сепак потекнувате од нашата држава, од Македонија. Како изгледаше вашиот пат дотаму и која беше, што најмногу вас ве мотивираше? Па видете, јас, значи, заминав веќе 20 и колку години, во 1998 заминав и јас дипломирав на стоматолошкиот факултет, работев 2 години на стоматолошкиот факултет како во одделот за детска стоматологија, потоа ја добив онаа стипендија која што јапонската влада ја нуди насекаде во светот и оттаму заминав за Токио, каде што го работев мојот докторат во областа на детската стоматологија се уште. И секако тоа е еден од најдобрите факултети во светот за стоматологија, Tokyo Medical and Dental University, и таму навистина се стекнав со тие, како да кажам, основни знаења за науката, сосема нешто ново, се отвори сосема еден друг свет за мене. Потоа заминав заради семејни причини, значи сопругот е италијанец кој што исто така докторираше во Јапонија, значи заминав во Италија каде што повторно дипломирав на стоматологија, овој пат всушност на факултетот за медицина, кој што имаше како специјалистичка лауреа за стоматологија. И таму исто така го добив, да речам, стоматолошкото звање уште еднаш на италијанскиот факултет, тоа е Универзитетот во Падова. Оттаму 2008 година се приклучив на Кингс. Тие беа доста заинтересирани во она што јас го работев уште во Токио. И така да откога се, да речам, се приклучив на King's College London, значи веќе се тоа 16-17 години, по публикацијата на мојот труд 2013 година, кој што беше така револуционерен, исто така беше доста, да речам, интересен во тој смисол што конечно успеавме да го направиме тој breakthrough, да создадеме од клетки заб. King's College London ми ја понуди таа катедра од регенеративна стоматологија и ние го
и го естаблиравме, да речам, тој програм пост-граduate, кој што е постдипломски програм на регенеративна стоматологија, кој што е уникатен во светот се уште. И моментално сум директор на таа програма, професор на катедрата, исто така предавам, го држам предметот од регенеративна медицина, исто така на King's, и сум визитинг на Токио, сепак ги задржав тие врски, бидејќи сум нивни член со докторирањето там. Така да тоа е мојата приказка, мислам дека може би е слична на многу од македонците кои што се одлучиле за академска кариера надвор. Така, имате ли помош или соработка со македонски институции? Ви се понудило ли да развивате некој ваков сличен проект овде во нашата држава? Видете, јас сега имав навистина многу убав прием и од Министерството и од амбасадата овде, и навистина сум навистина, мислам, ми представува задоволство дека имав таков топол прием од Македонија, и имам некои контакти споделено сега со Македонската академија на науките. Јас се надевам дека ќе успееме тоа да го развиеме понатаму, бидејќи секако знаете, јас сум од Македонија и ми представува навистина секогаш задоволство да развием. Сега во моментов немаме нешто такво, и јас би сакала навистина да ги охрабрам сите и клиничките предмети да едноставно инвестираат во науката, бидејќи тоа е тоа што нашите факултети може да ги донесе високо на ранг листата, и тоа е она што прави разлика во смисол на ранкирањето, а исто така и може да се понуди многу повеќе на нашите студенти таа љубопитност кон науката да се развие. Така да навистина се радувам на можноста која што не чека, се надевам. Да, и за крај еве една ваша порака до целата македонска јавност, пред се до младите научници и студенти, но и до институциите, колку е важно да се развива биоинженерингот и регенеративната медицина, и колку е важно да не се откажуваат од своите соништа. Благодарам. Мислам, јас прво, знаете како, би сакала да им се заблагодарам на моите родители. Мислам дека има многу такви родители, но сепак моите се специјални за мене, и бидејќи со нивната пожртвуваност, со нивната несебичност обезбедија за мене нешто што мене ми представуваше сон, а тоа е да некако истражам повеќе и повеќе од науката. И така да, тоа е она што е навистина важно, е да едноставно да им дадеме шанса на младите. Нема ништо страшно дека младите сакаат да бараат знаење надвор од Македонија. Македонија е малечка држава, но она што ние треба да го обезбедиме е дека тие може да се вратат, може да ги донесат сите тие знаења дома, и тоа е она што ние го имаме како богатство, мислам, како земја. Така да, јас само би охрабрила, и уште еднаш мислам, јас сум навистина благодарна на можностите што ги имав, а тоа е секако доаѓа од семејството. Така да, тоа би била мојата порака. Професор Ана Ангелова, ви благодарам за гостувањето во тема на Денот на Стител. И ви посакувам успех. Благодарам и на вас за можноста. Благодарам. Пријатно.